Што се случи, Несрин? Па, јас додека пиев случајно ми падна чашата. Зошто е отворена вратата? Тетка Мерием обично ја затвара во ова време? Сакав малку да земам воздух, затоа ја отворив. Мамо, јас се качувам во соба. Во ред, Душо. Штом ги собереш скршените парчиња, затвори ја вратата во ред. Што правиш ти? За малку ке не фатеа. Заборави на оваа куќа. Тука нема шанси да се скриеш, најди си друго место. Добро е, нема ништа, не се грижи до толку. А и немам пари со мене, не можам надвор да се сокријам, свати ме. Добро, ке ти дадам пари, само оди на некое друго место, те молам. Несрин, мислам дека нема логика во хотел да одам сега, така што најпаметно е да останам овде, во оваа куќа со тебе, нели? Ме погоди. Во ногата ме погодима. Да не полуде, ајше. Спушти го оружјето. Ова на играчка ли ти личи? Спушти го. Ти се колнам, никогаш повеќе нема да кренам рака. Ти реков да не се приближуваш повеќе на керка ми, ти реков да не го спомнуваш името, но не ме ни послуша. Па и онака веќе не и се приближувам. Со денови не сум ја видел. Од каде сега, Ипек? Денес слушнав. Како зборуваш на телефон со некој од твоите пријатели? Зборувавте за Ипек. Ти ветувам, никогаш повеќе нема да го изговорам името нисина. Ке одам и никогаш нема да се вратам. Не ми се приближувај. Ти велам ке одам и нема да се вратам. Смири се. Во право си. За тебе не ни вреди да ги извалкам рацете со крв. Бегај, ајде, оди си. Излегувај. Оди се, ајде. Повикај полиција, јунака претходно го направи тоа. Бегај, ајде. Добро. Се смири се. Ајде. Ајде, оди си. Излегувај. Како можев да го направам ова? Како дозволи ваква нечистотија во животот на Ипек? А вети дека ќе се грижам за неа. Не разбирам зошто си против. Мамо, жити Господ, во кој век живееме, кажи ми. Како можеме да ја омажиме девојката со некој што не го сака? Може би и ќе прифати. Не, никако не може така. Сигурно нема да прифати. А уште колку ќе остане оваа девојка тука? Мајко, додека работи ќе остане овде. И животот на Мерија ми помина со нас. И колку што знам, никогаш не сме избркале, ниту сме ја омажиле на сила, така ли? Дали таа е иста со Мерием? Мерием е честна, вредна, доверлива жена. Добро, мамо, ама кај Несрин не сум видел ништо лошо. Требаше да ги видиш нашите кога таа дојде овде да се всели со мајкај. Јас се знам, никој не направил лошо намерно, само недоразбирање било. Значи нашиве добро те има наговорено, разбирам, мајко. Во ред, разбрав. Сакаш да кажеш дека сум под влијание на Селда, нели? Но јас не сум под ничие влијание, синко. Мајко, ајде да ја затвориме оваа тема, те молам. Кој кога сака, тогаш и нека се жени или нека се мажи. Синко, не е во ред да ги чуваш овие луѓе тука само затоа што некој се жртвувал за тебе. Ти имаш сила да им дадеш подобар живот, знаеш за тоа. Мајко, тие си имаат своји стравови, затоа се овде со нас. Не ја гледај таа како паѓа и се гуши од емоции. Таа ништо не работи, ако некој се плаши не се шета по улици цел ден. Не верувам јас во тоа. Има работи што треба да ги заврши, затоа излегува надвор и нормално е тоа, се разбира. Додека ја браниш таа девојка, таа ниту ќе се омажи, ниту ќе работи. Само едно знам и тоа ти го кажувам. Инаку мене не ми е важно кој што прави и дали ќе се жени или не. Синко, ти многу ја браниш оваа девојка. Женат и керките ќе те разберат погрешно.
Овде нема никој да дојде, ама ти задолжително заклучи вратата внатре, добро? Во ред. Еј, Несрин. Јас сум малку гладен, па ќе ми донесеш нешто за јадење, те молам? Ке донесам. Само откако ќе заспијат сите. Постојано некој се појавува пред мене. Во ред. Што беше тоа, Селим си заминали? Сели ме гордо момче. По тие зборови очекуваш да остане ли тука? Сигурен сум дека нешто планираш со твојот болен ум. Селим не може толку често да доаѓа овде. Очигледно вие двајцата нешто тајно правите. Селим дојде само за да ме види мене. Тоа е се. Тргни ми се од патот. Понекогаш се однесуваш како многу паметна жена и тоа навистина е многу смешно. А всушност си многу бедна. Бегаат од тебе. Ни синот не сака дома да дојде. Досега ниту еден негов пријател не го донесе во оваа куќа. Затоа што не сака да знаат дека има мајка, како ти што си. Бурак се срами од тебе. Колку само би сакал за секогаш да исчезнеш од нашиот живот. Ми ја повредуваш душата со зборови. Па затоа јас ќе те повредам со најдрагоцените работи. Оваа вазна многу ја сакаш, нели? Не прави го тоа. За мене нема никаква вредност, знаеш ли? Но за тебе ова е вредно. Луда жена, што правиш? Богатство плати Се дали. нервираш, нели? Зехра, застани! Зехра, застани! Моите очи не гледаат Застани ништо кога ти велам. освен пари. И она роспија селда. Аха? Знам јас тебе што ќе ти направам. Пак сакаш да бидеш затворена, така? Инаку нема да се поправиш ти. Ќе те затворам сега. Оди! ме. Оди! Зарем во ова време си нашла да учиш? Немам друго време. Види, може ли да ти кажам тебе нешто? За да бидеш во тек со животот, не мораш да учиш постојано да се изморуваш. Ако ја користиш главата и онака ќе добиеш се што ќе си замислиш и посакаш. Не сакам на краток пат да дојдам до успех. Само сакам добро образование. Ај аман, добро образование. Што ако го добиеш, повторно ќе преживуваш со 2 денара, тоа ќе биде. Види вака, да ти кажам нешто ипек. Ти немаш душа. Нема душа во тебе. Девојки како тебе не знаат што со себе. Посебно мажите не знаат што со нив. Несрин, кого го интересира тоа? Без разлика дали го интересира или не, ти веќе си излиена во еден калап. Во калап си и не можеш да излезеш од тој калап. Ти сакаш ли да се караме? Не, душо, напротив, не сакам да се караме. Само сакам некако да те испровоцирам да дојдеш при себе самата. Ама изгледа ништо не разбираш ти. Сакав нешто да каснам. Добра ноќ. Добра ноќ, Несрин. Да не решаваш теста? Да. Јас ќе подготвев? Учи си ти, јас ќе подготвам, не е проблем. Инаку, како е мајка ти? Добро е. Не можев да ти се заблагодарам за синоќа. Ако не си искрена, нема ни смисла да се заблагодаруваш. Во право си. Испадна како да сум неблагодарна. Ипек, не сакам да зборувам на оваа тема на вистина. Извини,
Ако бев груп, ама денеска ми е еден од најлошите денови во животов. Никогаш нема да го заборавам ова. Еден од најпроклетите денови ми е. Зошто? Што се случи ако сакаш да кажеш секако? Имав сообраќајка и не ја носе возачката. А и освен тоа повредив еден добар пријател, да знаеш. Како е пријателот? Джунет, јас сум Несрин. Отвори. Дори утре ќе можам да ти донесам нешто. Девојчето што работи тука учеше во кујна. Добро, нема проблем. Ќе издржам до утре тогаш во ред. Како и да е, да не се загрижи мајка ми, морам да одам. Што се случува, Несрен? Цела куќа ја прошета во пижами. Добра ноќ, Ипек. Фарук, те молам. Оди! Те молам, Фарук, немој, те молам, Реков оди! Те молам, Фарук, те молам. Оди, кога ти велам! Извини, те молам, извини. Оди! Фарук, не ме носи таму, те молам. Фарук, те молам, немој, не ме остави. Нема да излезеш од овде додека не ти дојде умот. Само ваков јазик разбираш. Фарук, те молам. Фарук, отвори ја вратата, те молам. Фарук, те молам, отвори, те молам. Фарук. 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 Керко, зошто одиш по дома во пижами? Еј, мамо, што треба да правам? Да се пресоблекувам само за да појдам до кујната? Еве ти вода. Ништо посебно. Не ме интересира, ако некој те види вака, ќе полудат од нервоза. Наместо со мене, нека се занимаваат со Ипек малку. Верувај, сина, не може да ги тргне очите од неа. Виде нешто? Ипек беше во кујната, учеше, после дојде Синан. Ај, мамо, како само го гледаше момчето, требаше да видиш. Ај, не смасна што ќе биде. Дали оваа фамилија е свесна дека се пред закан од два проблеми одеднаш? Што значи тоа? Ништо. Ајде, добра ноќ, оди спи. Ајде. Да не те видам пак вака. Фала ти, Господи. Кој знае дали си има разбудено некој? Морам во тоалет да одам. Пред некој да дојде, да му набрам еден сендвич да се најаде.
Боже, во ова време никој не се буди. Синоќе, јас си легнав без да каснам нешто и најнаш огладнев. Не можев да дочекам да дојде појадокот. Мајка ти е внатра? Мајка ми, да, мајка ми е внатре, ама не чекај, оди си во собата ти. Нема проблем, ќе почекам. Не чекај. Зошто? Затоа што мајка ми има проблеми со желудникот. Може да потрае малку подолго, да знаеш. Но кога ќе излезе, кажи ми. Секако. Джунит. Блекој. Джунит, што правиш ти? За малку ќе те фатеа тука. А што да правам, ми се одеше во тоалет. Добро, земи гова и никогаш повеќе те молам не излегувај од собата. Несрин, внимавај како ми се обраќаш ти мене. Дали ќе те избркаат од оваа куќа зависи само од тоа дали ќе се дознае нешто. Свесна сум веќе, знам. Добро, супер тогаш, браво. Ама и ти внимавај малку, те молам. Веќе почнав да ја паѓам во очи на девојката што работи во куќата. Инако нема да можам да дојдам кај тебе до вечер. Тргни се, ајде. Тргни се. Добро, зашто цело време ми се појавуваш пред мене? Може би затоа што цела вечер се вртиш наоколу, Несрин. Мајка ти излеза? Од кај да знам? Оди провери. Господе. Елиф, дојди тука. Елиф, дојди тука. Елиф, дојди. Проклета си, Фарук. О, Джем, добро утро. Добро утро. Каде вака толку рано, а? На работа. Работа почна ли? Да? Пак на такси станица? Не. Откако твојот близнак направи хаос, најдов друго. Близнак? Кој близнак бе? Како, па зар не е Акив твој близок? Братче, ова е наш дуќан. Со сите исто се однесувам. Аха, абе ајде. Секој ден седи тука како во канцеларија. Цело мало знаеш што збориш ти. Господе Боже, прости ме. Еве го, за волја на зборот. Што е бе, излезе од дупката кај што се криеше Акив? Види, мамо, многу сум нервозен. Немој да ме тераш да го истурам бесот врз тебе, бегај одовде. Точно. Ти бесот го истураш само на жени, нели? Удрил девојка и после избегал. Како Маша, голем фраер си помала. Голем фраер си ти, знам јас, те гледам. Што споруваш ти, бе? Смири се. Гнасотиите со пари ги покриваш. Ама слушни ме добро. Некој ќе ти згазне на твојата опашка, слушни ме. Многу ти е криво што доби ќотек Зејнеп, така ли? Си се запрашал зошто овој човек ја тепа сред улица, а? Оди прашај ја Зејнеп. Што правела сестра ти? Прашај ја и нека ти каже тебе, таа. Што зборуваш, бе? Не мене, сестра ти нека ти каже. Ако можеш да ја најдеш, јас не можам.
Што збориш бе ти? Джем, те опоменав неколку пати. Немој овде да ми правиш сцени, овде го вадам лебот. Што и да имате средете надвор, ајде ве молам. Не сакам да се повторувам. Нека престане и тој да и се заканува на Несрин. Зарем јас не те познавам? Со колку луѓе се искарав заради тебе и Несрин, ајде оди сега. Постојат граници бе. Срамота е ова. Несрин, ајде да завршиш више со овие гнасоти, аман. Сакаш чај? Многу ми е гајле за твојот чај. Сите гадости мене ме наоѓаат, значи. Што сум проклет толку? Немој ја мисли на Джем. Нашол некоја работа. Нема повеќе да доаѓа. Што ми е гајле за тој скитник, бе? И ти немој да ми доаѓаш памет да ми нудиш како да разбираш нешто. И тој Хазим што ми го препорачавте, глупав излезе. Многу глупав излезе. Други ти го препорачаа Хазим, не јас. Сакаш една ноќ да преспие овде, тоа не му го дозволив. Тебе зошто би ти го препорачал? Очигледно нешто направил Хазим. Немој да прашуваш. Моите луѓе му дале еден од пиштолите. И им реков после да го земат насад. Глупавите не го зеле. Немој да ми кажеш дека го искористил. Жена му го застрелала во нога. Жена му пукала? Да. Не умрен, лели? Не бе, тој глупак. Само ранет бил. Во ногата го пукале. Ги викнал моите во болница да го носат. Ако е само површно, не е страшно. Да не се навлекуваат проблеми. Не го однеле во болница. Фала Богу, лесно поминале. Само да го земеа и пиштолот. Пиштолот останал кај жена му. Колку си лут, може би пиштолот има историја. Тоа се ефтини пиштоли што ги купуваме тајно. За транспортни работи ги делиме, знаеш, нели? Кој знае кај се користени. Им велам само во крајен случај тие пиштоли да се користат. Ако ги фатат со оружје, ќе им натоварат и што не направили, што направиле. Не ме интересира, нека не се фаќаат тогаш. Ако немаат ум, нека не работат. Немој да ги ставаш возачите што го вадат лебот во неволја. Колку и да велиш дека си сам, и на тебе ќе ти се врати, да знаеш. Во овој свет мене никој не ми се смилувал. Зошто јас да се смилувам, а? На тоа ѓубре Хазим? Кој знае што се и правил на жената? Која жена ќе го застрела мажот и без причина, а? И ти си во право. Да не остане крв на подот во мојата куќа. Не верувам дека ќе се осмели да дојде тука. Доаѓам. Еве ме. Кој е? Мелиха, ти ли си? Влези, душа, влези. Влези внатре. Покотницата од твојата куќа ли беше? Хазим да не ти направи нешто. Ако мислевте така, зошто не дојдовте да видите? Што знам, кога потоа веќе ништо не се слушна. Токму тогаш требаше да проверите, кога веќе не се слуша ништо. Не помисливте ли дека може би ја убил жената? Аман, жено, маш ти е опасен човек, што ако нас не нападнеше после тоа? Ти не грижи се. Сега веќе нема да може ниту вас, ниту никого. Немој, мила, ти да не го исплаши. Го исплашив со пиштол. Повеќе нема да има храброст да дојде. Браво, бе, девојко. Јас да бев на твое место, сега веќе ќе поднесев за развод. Ќе поднесам во прва прилика. Сега конечно видов колку голема кукавица е Хазим. Ти сепак немој да се опушташ, да не се врати, да не ти направи нешто лошо, а? Ајде, бе, душо. Веќе ти реков дека тој е кукавица. Тој не човек, ни кокошка не би заклал. Ама најше, душо, не зборувај така. Сега кога ќе отиде ниту куќа, нема ниту работа. Луѓето кога се очени прават се што не треба. Знаеш ли зашто најмногу се каам за изгубеното време? Затоа што дозволив Хазим да ме заплашува и понижува. Не само 2 дена по венчавката, керката и зетот му избегаа од малото без да се свртат. Тогаш беше јасно каков е тој. Зетот дури даде отказ од работа да не го најде Хазим. И ете, потоа јас останав со него
Со несреќа се сеќаваш ли што ми велеа посредниците? Ке се грижи и за тебе и за твојата керка. Нема веќе. Нема потреба, нека се најде керката и нека се живее со неа. Во право си, душа. Се прашувам дали Џунаид ќе се осмели да излезе од магазинот. Не. Нема да излезе. Веќе му реков дека до вечер нема да можам да дојдам кај него. Дефинитивно ќе морам да се сретнам со господинот Керим. Боже. Синан? Разговараше ли со тато? Нема за што да се разговара, зошто постојано ме напаѓаш? Како нема што да се зборува? Возеше без дозвола и направи сообраќајка. Еден од твоите другари е повреден, а ти викаш дека нема за што да се зборува? Возеше без дозвола? Како можеше тоа да го направиш? Благодарение на тебе сега сите слушна, уште малку па викни го и татко ми. Каде одиш? Кажете ми што се случило. Не разбирам како успеваат од ситници да прават драми. И нема ништо важно тука да знаеш. Па рековте дека има повреден, што зборуваш? При сообраќајката еден од пријателите си ја повредил главата. Добро утро. Добро утро. Боже, што му се случува уште наутро? Добро утро. Добро утро. Морам веднаш да излезам. Јади нешто, па оди. Ќе јадам во фирмата, бабо, ти благодарам. Добра ли си, Беран? Добро сум. Сите сте некако чудни утрово. Пред малку и сина намортен си замина. Нема ништо, мамо, ќе зборуваме вечер. Јас ништо не знам, мајко. Добро, ако не сакате да ми кажете. Како тоа ништо не знаеш? Очигледно нешто се случило. Сите тројца сте со скришни лица, а? Може би сите тројца сме се разбудиле несреќни, баба. Мора ли веднаш нешто да се случило? Види, ваму, немој со мене така да разговараш. Добро утро. Добро утро. Фатма каде е? Фатма и Несрин се во своите соби. Зошто не работат? Не, Фатма работи од Сабајле. Пред некое кратко време влезе во собата. Ама девојчето го нема. Мајко, те молам, не почнувај одново и Мериеме на средина. Мерием е одговорна за нив, зашто би се наоѓала во средина. Таа треба повеќе да ги опоминува од мене. Тето Мерием, ќе ми ставиш ли еден чај? Секако, душа. Јас веќе не се нервирам за Несрин и Фатма. Признавам, на почетокот не сакав толку персонал, ама ако совеста на Керим е вака мирна, нема што да се прави повеќе. Ако ја омажиме девојката и си има свој дом и совеста на Керим ќе биде мирна. Добро утро. Добро утро на сите. Добро утро. Керко, не излегувај денес. И вчера имаше проблеми, а не беше дома. Знаеш дека господја Султан те има на нишан. Уште подобро. Нека направи проблеми. А ти нормална ли си? Жената сака да те омажи, нели разбираш ти? А јас ти велам дека не може ништо да ми направи. Ме разбираш ли ти мене? Чекај малку. Каде ќе одиш ти? Рече дека сите документи си ги средила. Да, средив се.
Остана што е твојата лична карта само. И каде одиш сега? Одам да пазарувам. Господинот Керим рече дека можам да излезам кога сакам. Ај, Господе, дај ми трпение. Уф. Седи, Керко, седи. Каде е Меријам? Излеза во двор да го види господин Мехмет. Несрин? Ке излегуваш? Да, господјо, имам некои обврски што треба да ги завршам. Немаш ли одреден ден за излегување? И вчера цел ден беше надвор. Имав работа во врска со пензијата на татко ми. Таквите работи се завршуваат во слободните денови. Ако не успеа вчера, ќе завршиш следниот пат. Господин Керим ми рече што поскоро да завршам. Не можеш 2 дена поред да излегуваш. Во ред? Како ги кажете вие така? Не затоа што јас сакам. Така треба да биде. И кажи на мајка ти да дојде во мојата соба. Секако. Во безтрага. Сите се здружиле против мене. И ти си чудна. Работиме на исто место. Истиот леп го јадеме, нели треба малку поддршка да си даваме? Што сакаш да правам? Кажи ми да не сакаш да штрајкувам заедно со тебе. Па каква другарка си ти, бре? Ние другарки ли сме? Несрин, ќе те прашам нешто. Ама ова не е со лоша намера. Навистина само сум љубопитна. Што? Зошто толку инсистираш да работиш тука? Имаш некоја предпоставка ти? Тебе те прашувам. Па затоа што морам да работам. Морам да имам некоја работа. Ми требаат пари. Татко ти се жртвувал за да го спаси господинот Керим. Ако сакате, оваа фамилија може да ви обезбеди нов живот. Имаат можности. Те гледам дека не си среќна тука. Го мразиш куќниот ред, не сакаш да ги служиш луѓето. Тогаш зошто остануваш тука? Не знам. Само се чувствувам безбедно тука, затоа. Зарем не излезете? Не, господја Султан не дозволи. Те чека во незината соба да се видите. Зошто? Не знам, тоа ќе ја прашаш ти. Мамо, види, оваа девојка не е така наивна како што изгледа. Те молам внимавај што зборуваш пред неа. Рече нешто. Не, сега не рече ништо, ама ако кажеш нешто, таа веднаш оп кај господјата Мерием. За газдите ништо не зборувај пред неа. Шпион е на Мерием. Секако. Се прашувам зошто ме викнала господја Султан. Што знам? Децата нека не се оддалечуваат од дворот, јас ќе се обидам да најдам начин. Секако сме во контакт. Добро. Зеки, гледај, ова ми е многу важно. Навистина многу важно. Ке се видиме. Емине? Повелете, господјо Хандан? Ја повика ли Ајше? Не ја повикав, господјо. Зошто? Па навистина не знам што да ја кажам. Емине, јас многу добро знам колку си лукава и таинствена ти. Не доаѓај пред мене и не ми кажувај дека не си знаела што да кажеш. Повикај ја жената сега и даде и пари. Во ред, господјо. Сум била таинствена. Јас сум таинствена или ти си?
Влези. Ме повикавте, господје Султан. Влези, Фатма, влези. Сакам нешто да разговарам со тебе. Покојниот Хикмет беше многу вреден и чесен човек. Таков беше. Нека почива во мир. Но откако замина, ми се сруши сиот свет. Му реков да дојде тука и да се всели во помошната куќа, но не прифати. Навистина ли? Никогаш не ми спомна. Ми рече дека има свој ред и не сака да го наруши. Јас многу се натажив. Го даде животот за мојот син, тоа никогаш нема да се заборави. Тој ве довери вас двете на Керим. Но јас од самиот почеток не прифаќав да работите тука, затоа што сакал Керим да се погрижи за вас, а не да работите во оваа куќа. Тоа не е важно, господје Султан. Важно е што имаме каде да ја наведнеме главата. Колку што разбрав, керка ти нема никакво образование. Го прекина средното училиште. Можностите и се ограничени. Ке има тешкоти. Ајде да ја омажиме таа девојка. Керим ќе се погрижи за куќа, свадба и се друго. А бидејќи ќе има поддршка од Керим, мажот што ќе го земе нема да може да ја малтретира, Керим ми рече дека му звучи многу логично. Ви благодарам многу, господје Султан, но Несрин се уште не размислува за брак. Очигледно е дека твојата керка не сака да работи. Впрочем, ни една млада девојка не сака да работи вака. Бидејќи татко и ни ја довери, на нас ни припаѓа таа обврска да ја омажиме и да ја создадеме дом, нели е тоа така? Ви благодарам, но не можам да ја присилам керка ми на нешто што не сака. Сепак ти разговарај со неа. Мехмет, нашиот Мехмет, е многу културно и вредно момче. Ќе биде добар сопруг. Господје Султан, навистина нема потреба да разговараме со неа. Несрин не размислува за такво нешто. А и да сакаше, јас никогаш не би дозволила таа да се омажи за Мехмет. Затоа што не сакам мојата керка да има мојата судбина. Во ред, кога веќе така велиш, ајде да најдеме некое друго решение. Ќе разговарам со Керим да најде куќа и вие таму ќе се преселите. Во ред, господјо, ќе одиме. Добро, вечерва ќе разговарам со Керим и ќе најдеме место. Ако има нешто друго за разговарање, би сакала да одам. Нема. Само добро запомни ги овие мои зборови. Немој еден ден да се покажеш. Не верувам дека ќе се покаjem затоа што сакам керка ми да има добар живот, господјо Султан. Сега, ако дозволите. Можеш да одиш. И оваа гледа на високо. За доброто на сите тие мора да си заминат од оваа куќа. Мислат дека се знаат. Само нека си мислат. Мамо, ајде. Што ти рече, што разговаравте? Што ќе разговараме? Сака да омажи за Мехмет. Што? Што рече? Кажи ми малку, чекај, што разговаравте? Во бестрага да оди се. Што да ја кажам? И реков не може. Кога реков не може, таа ми рече тогаш да си заминеме од куќата. А да не заборавам, му кажала и на господинот Кереме, тој прифатил, знаеше. Не, душо. Не можам да поверувам. Верувај, Керко, а ти мислеше дека можеш да му веруваш на овој човек така, дека не штити, дека се грижи за нас. Среќа што барем Джем не брка повеќе. Ама ајде, не грижи се, сигурно ќе ни најдат нова куќа. Куќа вели. Значи Керим сака да се омажам. А јас бев сигурна дека му се допаѓам и дека чувствува нешто за мене. Не сакам да си одам од оваа куќа. Мојата иднина, мојот живот се тука.
Ипек, чекај. Сакам да те прашам нешто. Дали господинот Керим излезе? Само што замина. Добро, оди, заврши си. Мајка ми, каде е таа? Не е во собата. Вчера вечерта татко ти. Донесете ми го клучот од собата. Ама ајде, што чекате, донесете го клучот, го побарав. Се е поради Селда. Да. Се е поради Селда. Се е поради Селда. Поради Селда, знам јас. Затоа што неа ја сака. Затоа што ја сака се однесува така со мене. Знам, но ќе го наплатам ова на Селда. Ќе го наплатам јас. Се е поради неа. Се е поради неа. Се ќе наплатам јас. Мамо? Сине! Мамо, ајде ќе те однесам во собата. Одмори се, мила. Остани дома, добро. Не оди да молам. Инаку татко ти пак ќе ме затвори овде. Не сакам да ме затвори. Добро. Не грижи се, ќе бидам тука. Но треба малку да се одмориш. Во ред, мајко? Ајде, дојди. Ти оди прв. До сега полицијата требаше да стигне. Значи не поднел пријава. Безобразен, безсрамен човек. Добро му дојде. Повеќе нема да ја спомене Ипек. Повели, Емине. Дадајше, одамна не си се јавила, како си? Добра ли си? Добро сум, Емине, фала ти како си? И јас сум добро, благодарам. Да не се вработи затоа не доаѓаш? Не, Емине, не работам. Во последно време не одев редовно на работа, па немав некоја обврска, нормално. Наместо мене повикаа некој друг. И уште нешто, господјата Ханда не сака многу да ме гледа, затоа и не доаѓам. Господјата Ханда не е често дома, за таа работа не грижи се. Ама дадајше, сакам нешто да ти кажам, ама се двоумам некако. Што се случи? Со Ипек ли има нешто? Не, душо, со Ипек се е во ред, верувај ми. Она што сакам да го кажам, нема врска со неа. Господјата Селда имала една желба за своите деца. А ако и се исполни, ќе му даде поголема сума пари на некој што има потреба. Тој ми рече, ти имаш познаници, најди некој и јас, кога веќе не работиш во моментов. Зарем мене ќе ми ги дадеш парите? Да, зошто да не, дадо? Знам дека си во тешка ситуација. Ми требаат, ама не можам да ги земам. Имам покрив над глава. Има толку луѓе што немаат ништо, не би било правилно јас да ги земам. А и што знам, ако навистина западнам во неволја, Ипек ќе ми помогне. Немој од Дина е да си правиш мака, дадајше, ајде земи ги парите. Не, ти дај ги на некој друг. Мене не ми требаат. Добро, нема ли некој од твоето мало да им ги дадеме ним? Што велиш? Еми не, ти во своето обкружување никој ли немаш, зашто не ги дадеш таму? Добро, како сакаш ти. Ке се обидам да најдам некој друг. Дадајше, ако ти треба нешто, јави ми се, во ред. Знам дека не сакаш да ја правиш проблеми на Ипек на работа. Ти само јави се, јас ќе помогнам колку што можам. Ти благодарам многу. Само што помислуваш тоа ми е доволно. Сушност, во право си, душо, Емине, во нашето мало има многу сиромашни. И знаеш ли што? И онака денес не сум на работа. Ќе дојдам да ја видам Ипек. А и од тебе ќе ги земам парите, важи ли? Ајде, ќе ми израдуваш многу, ќе ми тргнеш голем товар од грбот. Емине! Добро, ќе се слушнеме. Емине! Доаѓам, господјо Хандан.
Ако можеме да усрекиме некој сиромав, па и јас да имам заслуга во тоа. Мене ми требаат добри дела. Поради тебе се изнаслушав на време. Откаде да знам дека ќе биде вака? Јас едва и жива глава спасива, вие за пиштолот се грижите. Кого го интересира твојот живот, бе? Работата си ја заврши и парите ги зеде, нас не завлече во неволји само. За каква неволја збориш, бе ти? Што е сега, не отидовме во полиција? А и вие, како што кажавте, да отидев таму? Жена ми сега ќе беше в затвора, а јас дома ќе си уживав, да знаеш. Само што ова фалеше. Ќе кажев дека не знам. Откаде е пиштолот, откаде да знам? Имаш еден куп дела зад себе, зарем ќе ти поверуваат? Не велат за џабе дека во секој зло има и добро. Да не беше ова, немаше ни да сватам дека беше регистриран. А Бог знае, може би со него и човек е убиен. Тој пиштол не ти го дадовме за да убиваш. Туку ако во случај дојдеш во неволја да си ја спасиш главата. Ама јас и без пиштол знам како да се снајдам, бе. А како тоа, ајде кажи ми. Секој втор ден жена ти те тепа испиеш по улици. На крајот дури во нога те застрела. Ти со жена ти не можеш да се справиш, а тука мене ми се перчиш. Знаеш, уличниот закон, ранување во нога или колк, се смета за срам за мажот. Ајде, симни се. Симни се! Последново го претерајше. Ако веќе не ми даваш мир во тој дом, јас нема да ти дадам. Емине, земи ги овие пари. Нека се олесни животот на таа несреќна жена, во ред ли? Рече дека нема да ги земе за себе, ќе ги даде на друг. Секако дека нема да ги даде, Емине. Не гледај што стои гордо пред тебе. Не за и требаат тие пари, ќе ги земе за себе. А инаку, ако не дојде жената, те молам, јави ми се, во ред ли? Добро, во ред, господи. Иако се работи за пари, сигурно ќе дојде. Не, оваа работа заврши, треба што поскоро да си одиме од оваа куќа, Керко. Јас не сакам да одам никаде. Нестрин, да не полуде, мила моја. Жената ми рече, ако Керка ти не работи, не сака да се мажи, тогаш напуштете ја нашата куќа. Само што не ми рече, одете си од тука. Па пред да ни рече, ајде ние да си одиме сами. Види, мамо, кажи што сакаш ти, ама јас ти кажувам дека не сакам да си одам од тука. Ај, не разбирам едно нешто. Зошто си толку тврдоглава? Не сум воопшто тврдоглава, душо. Само сакам да останам тука, тоа е се. Керко, убавица моја, ако не купи човекот куќа, зарем е лошо тоа? Ќе ја продадеме старата, ќе живееме како луѓе, уште подобро од порано, ќе ни биде, Керко, уште подобро. Тебе ти зборувам. Девојче, тебе ти зборувам. Секој ден се прашувам што да сготвам. Никој не ми дава идеја. Незрин! Мамо, ќе одам каде сакам. Кога веќе не избрка, никој нема право да ми кажува каде да одам. Ве избркале? Да, господја Султан, уште од првиот ден ја мразеше Керка ми. И знаеш зашто? Затоа што ти постојано одиш и ја клеветиш кај неа. Знам дека ја клеветиш, Мерије. Наместо на мене да ми се лутиш, кажи на Керка ти да работи како што треба.
сите вие ја напаѓавте мојата керка, сите со јазик дол како папуча. Ни трошка не ја ценевте добрината што ви ја направи маш ми. Не сме толку неблагодарни луѓе, Фатма. Не забораваме се што направи Хикмет. Дури неколку пати ви рековме, не останувајте овде, ќе ви купиме куќа. Ние никогаш не сме побарале куќа од вас, господја Селда. Единственото нешто што го побаравме беше Несрин да биде заштитена и да не биде малтретирана. Повторно се отвара оваа тема. Господја Султан рече дека сака да ја омажи Несрин, иако не прифати, рече да се иселим од куќата. Господјата Султан не го рече тоа со лоша намера и не беше тоа закана. Само мислела дека тоа е најдобро за тебе и за Несрин, затоа кажала така. Јасно се изрази, господја Селда. Никој не може никого насилно да го омажи, Фатма. Да ја затвориме темава. И не е убаво при секоја сетница да велиш дека не сме ви биле благодарни. Срамота е. Мерием, дојде Хандан. Те молам, направи ни по едно кафе. Секако, господја Селда. Кога ќе дојде Керим, ќе разговараме. Ако мислите дека не сте почитувани, ќе најдеме начин да бидете посреќни. Погледни само. Свекрвата не избрака како да немаме никаква вредност, а господјата не удостои со внимание никаква. Побара е грешката кај тебе, Фатма. Кажи ми, дали постои еден човек што не повреди твојата керка со зборови во оваа куќа? Мојата керка никому не прави зло. Тоа е многу добра личност. Затоа што ти е керка, не ги гледаш незините грешки. Несрин нема никаква вина. Побара дозвола од господинот Керим за да потпише документи, но не знам зашто тоа им пречеше на сите. Конечно се отвори вратата. Немој да одиш од тука. Еј, Селда, оваа твојава свекрва е вистинска комедија. Сака да ги омажи Несрин и Мехмет. Да. Несрин мора да полудела кога слушнала за Мехмет. Зошто? Зарем Мехмет не е добар? Нема ништо лошо, само очигледно е дека Несрин има многу поголеми амбиции од тоа да се омажи со некој од куќава. А можеби Мехмет воопшто нема ни да ја засака, Несрин не би знаеле. Како па да не? Несрин е убава девојка. Ако прифати, Мехмет ќе трча по неа. Преку глава ми од оваа работа со Несрин на вистина. Слушај, јас многу добро стојам со нејзиниот брат. Го вработив кај еден мој пријател него. Не мораме ни да се мачиме да ја омажиме неа. Наскоро со негова помош ќе се замине од тука. Тоа на вистина мислам дека е добра идеја. Ако е во добри односи со брати, тогаш може нека оди. Селда, јас малку се шегувам, ама господјата Султан има право, таа мора да се замине од тука. Да бидам искрена, Хандан, мислам дека претеруваме во врска со Несрин. А и веќе мене никако не ми е ни важно. Ако сака, нека остане. Добро е што си во канцеларија. Конечно ќе можеме да зборуваме малку. Добро што дојде. И јас те барав исто, ама телефонот ти беше исклучен. Бев уморен. Сакав да најдам малку мир, по цел ден се затворав дома и го исклучив телефонот. Не е нешто лошо, нели? Не, само уморен бев. Ќе дојдете на вечера, нели? Овој пат не прифаќам откажување. Да, се разбира. Не сакам никој да фали, Керим. Ги очекувам сите од семејството. Добро, ќе дојдеме. Слушнав дека си почнал нов бизнис. Да, започнавме. Не најдов ваша рекламна кампања. И со тоа ќе почнеме наскоро. Кога се трудиш околу нешто, нормално е да има мали проблеми, знаеш. А и овој пат ќе има и телевизиска реклама исто така. Сигурен сум дека ќе биде одлично. Па се надевам. Ало?
Здраво, Берен. Јас сум Назим. Повели Назим. Како си, Берен? Добро сум, благодарам. Неколку дена не сме се виделе. Вечерва, ако сакаш да одиме некаде заедно. Извини, Назим, ама баба ми дојде, па се трудам да сум дома на вечер. Епа, тогаш ќе одиме на вечера. Назим, овие денови сум многу зафатена, извини уште еднаш. Тоа е очигледно, ама слушам си зборувала за мене. Не е така, само навистина сум зафатена. Добро тогаш. Кога ќе бидеш слободна, ќе зборуваме пак. Внимавај на себе, Берен. И ти исто. Овој Али е вистински нечестник. Значи ги фатиле луѓето, така? Не луѓето, туку само еден од нив. Рекол дека бил сам. Се разбира, нечестник, не го смета возачот. Признал се. А за кого работел тој човек? Не признал дека работи за некого. Наводно, Бато Хикмет му должал нешто и за тоа била цела работа. Се надевам дека обвинителот нема да го земе ова во предвид, зашто човекот јасно извика господине Керим, што значи јас му бев целта на човекот. Искрено, не знам што да кажам, Чичко. Ако се прифати сведочењето, нема да се изненадам. Ајде влизи, дадаеше, ајде влизите, молам. И барем да не влегував, сега нема да можам да ги трпам викотниците на Хандан, навистина нема да можам Ајде, веќе. седни си, нема да дојде скоро. Јас ќе направам кафе, па ќе се пиеме. Не прави, јас ќе одам да ја видам Ипек сега. Мислам дека не е добро да одиш таму, бидејќи сега таму е господја Хандан. Не би било убаво да те види, инаку нема смисла да го криеме тоа што Ипек работи таму, нели? Не зборувај така. Да не каже дека ми прават зад грб работа. Аха, добро, нема да кажам. Ќе направам кафе сега. Види, ако не се најде човекот што стои зад оваа работа и ако само извршителот оди во затвор, тогаш тоа не би било правично, али? А најлошо е што на снимките од безбедносните камери нема звук. Молам. Добро. Нека влезе. Ми се чини дека имаш гости. Несрин дојде, али. Кажала дека има нешто важно да ми каже. Добро, тогаш ќе зборуваме подоцна. Во ред. Зошто ли доаѓа сега? Треба да се држам подалеку од Несрин. Го донесе ли?
Како што рековте, девојката не е само со бурак, туку и со друг маж. Требаш да си слеп за да не сватиш дека бурак оди по девојката само за пари. Мислам дека ова видео ќе го далечи бурак од девојката. Јас имам сосема други соништа за него. А инаку, дали детето што беше фатено зборувало? Не. Рекол дека има пари што му ги должил Хикмет. Добро. Колку Керим не се посомнева, толку подобро да го натрупаме со проблеми. И како што реков, ако направите несреќа на градилиштето, тоа ќе го стави во големи проблеми. Како можете вака да ми направите? Немам направено ништо лошо, зошто сакате да ме исфрлите од вашето семејство? Не те разбирам што зборуваш, никој не се обидува да те исфрли, Несрин. Значи затоа сакате да ме омажите мене? Господјата Султан рече дека и вие одобрувате. На мајка ми рекла или ке се омажи, или ке си оди од оваа куќа. Вие толку многу ме разочаравте, господине. После татко ми вие бевте единствената доверлива личност. Ние само зборувавме со мајка ми. И таа сака само за твое добро да го направи тоа. Дали да му сакаш добро некому значи да го тераш да се омажи за човек што не го сака? Забележавте како се однесувам кон вас, така ли? Ви сметам вам. Затоа сакате да ме исфрлите од вашата куќа. Што?